Во историјата на Македонија, иако секој ден разденувал, со векови било темнина, а наместо дожд, звездите паѓале. Синовите македонски. Првата слободна Крушевска република сред Балканот во крв е задушена 1903 година. Славата и херојството на македонските револуционери стануваат легенда за вечни времиња. Вие сте Гоце Делчев. А таму во Париз, што мисля за нас? За македонците? Конзервативците ве сметаат за разбойници, а народот и напредните луѓе покажуваат големи симпатии кон вашата борба и ве држат за следбеници на хероите од Француската револуција. Братски им ја подаваме раката на сите пријатели на македонскиот народ. Непреболени сонца мајкини во виорот на Втората светска војна. Дваесет и 8.000 прогонети, деца и мајки од Егејска Македонија во 1948 година. Земја на раселени души. Земјата на маките на крстот. Македонија го носи своето име 6000 години. Нејзината слава е најголема во античкиот период на Александар и Филип Македонски. Првиот картографски запис на Македонија како етнонационална држава е во картите на Птоломеј во првиот век од нашата ера. Во нејзината почва се најдени археолошки надписи стари и до 7000 години, кои што говорат за континуитетот на македонското писмо од најстари времиња. Македонија и нејзините цркви биле првото жариште на просветата, христијанството и културата. 3500 просветители го продолжиле делото на браќата Кирил и Методиј од Македонија, основоположници на кириличното писмо. Од пред 1 милениум датира Македонската православна црква, наследничка на Охридската архиепископија, чудесен екземплар на духовната цивилизација, кога на пошироките простори немало друга црква. Сонцето е традиционален символ на македонците уште од 6 век пред нашата ера. Се среќава во црквите, крај олтарот, како и на местата каде што се крштеваат децата. Го има и во домовите, на таваните, на накитот, облеката и други етнолошки предмети. Белег е и на голем број сакрални објекти, како и на ѕидовите, и представувал култ на живеењето на македонскиот народ. Сонцето, историските белези и традиции, исконската природа, плодноста на земјата и добрината на народот се душата на Македонија. Многу влюбеници кои ја доживеале се враќаат повторно во неа. Во градот на Свети Климент и Свети Наум, во Охрид, крај бисерите,
во златните коси на житото. Во мирисот на прилепскиот тутун. Во сласта на виното. Во тајните на животот. Во селото. Од стројните невести, млади јунаци му се радуваат на животот. И лични ќерки. Сите заедно, и стари и млади, сиот убав човечки род, ги има 2 милиона. На Босна и Херцеговина, Хрватска и на Југославија ќе се Македонци се 66%. Албанци 22%. Турци 4%. Ромите го стекнаа својот национален статус за прв пат во светот токму во Македонија. Во помал број има срби, власи, како и други националности. Сите ги уживаат правата на целосниот политички и културен идентитет. Најмногубројни се жителите на главниот град Скопје. Град кој по земјотресот во 1963 година стана символ на светската солидарност. Во Скопје, златниот дукат на Балканот, прогрмеле 10 култури низ историјата, оставајќи ги своите огледала на разни цивилизации. Денес, светнат со нов сјај и убавина, со нетрпение ги очекува многобројните културни збиднувања. Меѓу нив, посебно висок рейтинг има интернационалниот джез фестивал, на кој гостуваат најпознати имиња од светот. Љубителите на врвната класика се редовни посетители на Охридското културно лето во монументалната Света Софија. Во чест на првите филмски сниматели на Балканот, браќата Манаки, се одржува истоимениот меѓународен фестивал на филмската камера во нивниот град Битола. Познати имиња од светот се гости на оваа манифестација, кои што уживаат во совршенството на филмската фотографија. Во врвните мајстории на режисерот Милчо Манчевски, во неговиот филм Пред дождот, уживаше целиот свет, наградувајќи го со Златниот лав во Венеција и со номинацијата за Оскар. Влюбениците во поезијата ги откриваат тајните на стиховите на поетите во Струга. На меѓународните струшки вечери на поезијата, поетите им се враќаат секоја година. На својот извор на животот, на зборот. Во Македонија се живее за духовна благодет, но и за вредностите на животот во благосостојба, преку економската и политичката интеграција со светот. Sempre più liberi noi, non è più un
sogno non sei più da solo, sempre più in alto noi, dammi una mano che prendiamo il volo, l'Europa non è lontana, c'è una canzone italiana per voi, insieme, unite, unite Europe. Тапаните и зурлите на тешкото, татнежот на македонската историја, беа најсилни во 1991 година, при осамостојувањето на оваа вековна држава. И при нејзиниот прием во Обединетите нации во 1993 година како 181 членка. Во домот посветен на мирот, прогресот и идеалите на човештвото. Светот да е една среќна куќа во која живее едно семејство, без оглед која боја ја има, која вера или национална припадност. Неговото богатство е и оваа земја, зашто светот е Македонија, а Македонија е светот.